искрена да бидам кога ја слушам денешнава интерпелација и денешнава дискусија, не знам навистина дали да се смеам или да се чудам. СДСМ поднесува интерпелација за министер кој работи, а не поднесе интерпелација за сопствените 7 години катастрофа во земјоделието. Вие денес зборувате за одговорност. Вие кои оставивте земјоделци со неисплатени обврски, со ниски откупни цени, со празни ветувања и со чувство дека државата целосно ги заборавила. Да не заборавиме кој беше на власт кога земјоделците протестираа пред институциите. Да не заборавиме кој ги тераше тутунарите, овоштарите и сточарите да излегуваат на улица за да си ги бараат сопствените пари. Да не заборавиме кој создаде систем во кој партиската книшка беше поважна од честниот труд на македонскиот земјоделец. И токму вие држите денеска лекции. Министерот Цветан Трипуновски мислам дека не е предмет на оваа интерпелација поради неуспеси. Напротив, тој е предмет на интерпелација затоа што почна да ги решава проблемите што вие ги создадовте. Почна да ги исплаќа долговите што вие ги оставивте. Почна да воспоставува ред таму каде што вие оставивте хаос. Вистината ве боли, нели? Ве боли што земјоделците повеќе не ви веруваат, ве боли што институциите денес работат. Ве боли што повеќе не можете да користите земјоделците, да ги користите како гласачка машина, која ќе ја посетите само пред избори. Ова интерпелација е признание за успехот на министерот. Ако не работеше, немаше да ви пречи. Но ви пречи затоа што резултатите се видливи, ви пречи затоа што секој исплатен денар е доказ за вашата неодговорност. Ви пречи затоа што секој решен проблем е потсетник на вашите промашувања. Ајде да зборуваме и за лицемерието. 7 години имавте власт. 7 години имавте министри, 7 години имавте можност да покажете како се работи. Што оставивте зад себе? Разочарани земјоделци, недоверба во институции и чувство дека државата не се грижи за оние кои што ја хранат Македонија. Затоа денес не судиме за министерот Трипуновски. Денес граѓаните судат за вашето политичко наследство, а пресудата одамна ја кажа на изборите. Да бидеме искрени, почитувани колеги, ова интерпелација не е поднесена поради пропусти на министерот. Ова интерпелација е поднесена затоа што СДСМ не може да ја поднесе работата на министерот и резултатите што ги постигнува Министерството за земјоделие. Но има уште многу да се зборува, ама би порачала на крајот. Наместо да поднесувате интерпелации од политичка немоќ, прво извинете им се на македонските земјоделци за се што им направивте во изминатите 7 години.